За сите оние кои што се сега вклучени на Facebook. Јас утринава кога идев за навака во поема, едно нешто онака срцето ми одекна во благодарноста, тоа е колку е убав денот надвор. И ако некој има проблем денес и не знае за што да благодари, можете слободно да му благодарите на Господ за денот. Покрај другите работи кои што после ќе ви дојдат, Господ ќе ве потсети, бидејќи сето она што нам ни прави убавина на срцето е дар од Господ. Затоа што пишува нели во посланието до Јаков дека секој добар и совршен дар доаѓа од таткото на светлините. И ако денес се разбудивте и ви беше милина на душата колку е убав денот, да знаете дека тоа е дар од нашиот татко на светлините. Амен. Само онака малце како еден вовед за тоа каков е Господ или колку е добар Господ, едноставно една мисла која што би можела да ги пренасочи вашите мисли денес. Амен. Ја би сакала да почнеме со молитва, бидејќи секогаш е добро да се искаже и да се таа благодарност и таа наше прилепување на нашите срца кон Господ наречено молитва, бидејќи молитва не е само кога имаме петиции кон Господ или некакви барања. Молитвата е комуникација со Господ. И ова утро са сите заедно онака ќе му дадеме слава и благодарност на нашиот Господ. Господе Исусе, ти благодариме. Ти благодариме за она што ти си. И сега во овој момент, Господе, ние ги подигаме нашите гласови во славење за она кој си ти, Господе Боже мој, и каков си ти. Ти си љубов, ти си прекрасен. Се што е за восхит е во Тебе, Господе Боже мој. Се што е за восхит е во Тебе, Господе. И затоа сега ова утро ние ги издигаме нашите гласови кон Тебе, Боже мој. Кон оној кој што е достоен за восхит, кон оној кој што е достоен за обожавање и кон оној кој што своето срце и очи ги вперил кон оние што ги љуби. Фала ти, ти благодариме, Господе, бидејќи Твојата љубов дејствува. Твојата љубов дејствува, Господе, во нашите животи. За слава на Твоето свето име, Исусе, ти благодариме. Амен. Амен. Бидејќи моментално сум нели во оној дел од Библијата, според планот цела Библија да се прочита за цела година, и сега моментално сум во Дела апостолски. И се сеќавам пред 20 години кога почнав да читам Библија, еден мој познаник кажа: знаеш што, Виолета, книгата Дела апостолски би можела да се нарече Дела на Светиот Дух. И ми остана тоа во срцето, бидејќи ако ја читате таа динамична книга Дела апостолски, навистина ќе видите дека Светиот Дух е тој што ги прави работите. Апостолите биле тие кои што истапиле во смелост, но Светиот Дух е оној кој што ги извршил сите тие чуда и знаци за кои што ние онака со восхит читаме. И додека ја проучувам сега Дела апостолски, онака ми заигра срцето за неколку пасуси и мислам дека водство од Светиот Дух денес слушателите да слушнат нешто од тоа и да се охрабриме сите заедно. Но како основа ќе почнам со Матеј 6, 22 и 23, каде што вели: светилка на целото тело е окото. И ако твоето око е здраво, значи ако твоите очи се здрави, тогаш целото тело ќе ти биде полно со светлина, осветлено. Но ако твоето око не е здраво, тогаш целото тело ќе биде полно со темнина. И така, ако светлината во тебе всушност веќе станала темнина, колкава е темнината тогаш? Ви ветувам, не е обесхрабрувачка проповета, иако стихов звучи
таков каков што е и нели си има свој соодветен контекст стихот, во кој контекст Исус ги кажал овие нешта, подолу ќе читате, но контекстот од подолу после овие стихови е сосема друга проповед за некој друг ден, окей? Но мене ми беше интересно заради тоа што си велам, чекај сега. Не вели, слушај, се околу тебе фатило удолница. Значи се е темнина. Нормално е дека твоите очи ќе го гледаат тоа и ќе имаат извртен, извитоперен поглед на нештата, бидејќи секако нештата се извитоперени. Не го вели тоа стихот. Стихот вели, ако твоето око, кое што би требало да е светилка, е светло и здраво, тогаш целото тело ќе ти биде осветлено, полно со светлина. Но ако нешто не штима, ако ти не гледаш како што треба, односно нели, ако очите не гледа добро, тоа целото тело ќе биде со темнина. И сега се замислив, бидејќи често пати низ овие 20 години ја слушам една изјава, леле, црквата не е во добра состојба, гревот влезе во црквата, црквата е слаба. И сега вели, ако твоето око гледа само темнина, колкава ли ќе биде темнината, затоа што се што ќе гледа ќе биде темнина. А во суштина Исус кажа обратно. Значи, очите на Исус беа полни со светлина и заради тоа од него излегоа изјави за црквата кои што се бомбастични, така да кажам, но се вистинити. А тоа е дека црквата е славна невеста и дека очите на небото се вперени во црквата и дека црквата никогаш нема да биде надвладеана од притисокот на злото. И тоа Исус не го кажал еден ден кога ќе отидеме во вечноста. Не. За сега Исус зборуваше, бидејќи во оној ден онаму нели на небото нема притисок од злото, така? Овде е притисокот. И сепак Господ кажал за овде дека неговата невеста е славна. Ова би требало на вистина да не радува. Бидејќи живееме во таков свет каде што од други браќа и сестри често пати излегува таа изјава која што не е точна. Зошто? Заради тоа што според Матеј 6, 22, 23 најверојатно нешто не ни штима со очите. Најверојатно го немаме Христовиот поглед на светот, а и на црквата. И заради тоа гледаме темнина постојано. И заради тоа слушаме постојано дури онака проповеди за дум и глум цело време за пропаст. Колку ќе биде уште потешко. И се чудиме зошто после и онака постоечката сенка на темнината ни изгледа застрашувачка густа темнина, бидејќи нешто не ни штима со погледот. Ако ги читате Евангелијата, Исус воопшто не размислува така за црквата. Ниту па дал такви изјави за црквата, напротив. Исус кажа дека црквата нема да биде надвладеана. Нема да биде надвладеана, значи црквата владее и нема да постои нешто друго што би било над нејзиното владење. Јас така го сваќам тој момент кога Исус вели црквата нема да биде надвладеана. Значи Исус веќе кажа дека црквата владее. Амен. Јас сакам, се надевам дека со ова проповед ова утро тие што слушаат ќе се охрабрат и барем ќе ги поттикнам или ќе ги предизвикам да се замислат, ако ставот им е поинаков. Бидејќи тука сме да се охрабриме, тука сме да се поттикнеме, затоа што секој еден од нас во даден период од животот и од зрелост, нашето растење во зрелост во Господ сме верувале нешто што е погрешно. Ама затоа сме тука да се охрабриме и тоа да биде сменето и да биде подложно на промена. Амен. Ова го кажувам бидејќи го сакам Господ, го љубам Господ и ја љубам црквата бидејќи го љубам Господ. Знаете, кога љубите некого, имате тенденција да ги развивате истите интереси како љубената личност. Почнувате да се интересирате за нештото што ја интересираат
личноста што ја љубите или почнувате да вложувате напори да се дружите со луѓе кои што вашата љубена личност се дружи со нив. Така да во тој контекст, ако Исус, не ако, туку бидејќи Исус ја љуби својата црква и го даде својот живот за неа, тука сме да проповедаме се додека има здив на живот за објектот на Христовата љубов, а тоа е црквата. И да ја сакаме како што Исус ја сака. И да ја почитуваме и да имаме респект како што Исус го има тоа за црквата. Амен. Бидејќи од таму ќе произлезе силата ние да имаме надеж. Да почнеме да ги гледаме поинаку работите. Односно, да увидиме дека веќе нашите молитви почнале да ни се менуваат. Бидејќи ќе дојдеме до точка кај што нашите молитви нема да бидат од позиција на страв и на обесхрабреност. Па ајде сега, Господе, гледаш колку се молиме, па ајде, дај одговори ни. Не, туку ќе дојдеме до точка каде што ќе вкусиме што значи кога Исус рече ќе и речеш на онаа гора да се помести и да се фрли во морето и ќе те послуша. Тој авторитет, тоа разбирање е излеано во црквата. Тука и насекаде низ светот. И во тоа сме повикани. Тие се тие добри дела во кои што Господ однапред ги спреми за ние да влеземе во нив. И сега многу е интересно, Господ тоа го кажа имајки предвид во каква состојба ќе биде светот. Дека ќе има изопаченост, извитопереност, ќе има темнина. Сепак, Светиот Дух го инспирираше Павле во Ефешаните да напише: Господ спремил толку многу добри дела и сега ве спрема вас да влегувате во нив. И тие добри дела не се еден ден кога ќе отидеме кај Господ. За сега се. За сега се. Ај. Добар е Господ. Добар е Господ. Пак ќе се навратам на тој стих од Матеј 6, 22-23, вели: ако твоето око е здраво, ако имаш здрав поглед, односно Христов поглед на нештата, целото тело ќе ти биде светлина. Како е црквата опишана? Како Христово тело. Значи, кога ние ќе почнеме да го имаме Христовиот поглед на нештата, ние ќе гледаме црквата осветлена. Според стихот на Матеј 6, 22-23. Ако јас имам добар поглед, односно поглед како што Исус ги гледа работите, тоаш јас црквата, телото, ќе го гледам полно со светлина. Амен. Многу е важно, бидејќи тука е сршта или основата за нашите победи. Немојте да ме сватите погрешно. Сите вие кои што сте тука или ме слушате на Facebook, ја не зборувам дека ние треба да се правиме луди и да се преправаме дека не постои зло или дека не постои болка. Далеку од тоа. Немој да ме цитирате надвор од контекст. Јас зборувам за нешто сосема поинаку. Сосема поразлично. Она што Христос го зборуваше за црквата. Бидејќи и Христос дојде насред злобно време. Замислете ако Бог Таткото, Христос и Светиот Дух уште пред создавањето на светот размислува: ау, човештво, не ќе да ја утни работата, а шо ке ми е, ништо, не го праќам мојот син. Ќе згрмам од на небото, кој има уши и нека чуе и нека се спаси. Не ги сопре Бог Таткото, Синот и Светиот Дух да го направат тоа што го направија. Бидејќи нивните очи гледаа нешто поинако. Нивните очи гледаа избавување од состојбата која што дојде преку Адам и Ева. И затоа Исус дојде и ја роди црквата. И ако за нешто треба да вложуваме напор денес, во ова време, се сеќавате пред месец и пол така два имавме проповед од нашиот брат Кристијан Калинов кој што зборуваше дека постои битка за нашето внимание. Битка
да не оттргне од она како ги гледа Господ работите. Тоа се случи во Еденската градина со Адам и Ева. Змијата се избори за нивното внимание над она што Господ им го кажа. И нормално го изврти тоа што Господ го кажа. Има битка за она што ни е доверено. Господ кажа, вие доверив земјата, управувајте ја. И сега ние, бидејќи сме под притисок на таа темнина, почнуваме така да гледаме и викаме, па ќе биде уште полошо, па нема надеж. Се стеснуваат шансите да биде подобро. Без оглед колку и тоа на кожата и на душата да не изгледа дека е така, не е така. Не е така, бидејќи и во Исаија, и во Авакум постои еден исти стих од два различни пророци кои што живееле во сосема различно време. И истите, и двајцата зборуваат една работа. Ке дојде време кога земјата ќе биде исполнета со знаењето и славата на Господ, како што водата ги исполнува морињата. Некој ме запраша, што мислиш, Виолета, што се случува во светот или на кај каде одиме? Јас одговорив, јас се уште срцево ми копне со надеж за тие два стиха да се исполнат. Барем малце во мое време, а после кога ќе ме нема и понатаму. Видете, јас си одлучив за овие 20 години мојата визија и надеж во Господ за Македонија да не ја ограничам само во рамките на мојот животен век. Туку да ја растегнам и откако ќе ме нема. Бидејќи само така јас ќе живеам охрабрен живот. Затоа што во моментов многу работи чекам да се остварат за Македонија и уште не се остваруваат. Можеби ќе треба уште време. Но, ако јас надежта во Господовото име за Македонија ја ставам само во рамките на мојот животен век, јас сум си препишала рецепт за обесхрабреност. Бидејќи ние мора да ја растегнеме, така да кажам, нашата надеж надвор од она што ние го очекуваме да се случи во нашиот животен век. Ние мора, односно би требало, да имаме надеж за генерациите после нас, кога нас ке не нема. Бидејќи тоа го зборува и Псалм 145. Една генерација на друга генерација ќе изборува за славните дела на Господ. Дури кога ќе ме нема мене тука, јас сакам моето наследство да биде за таа генерација после мене. И мајки го тоа пред мене, моите очи се исчистуваат и јас да гледам како што Господ гледа за црквата во Македонија. А не како што ми диктираат медиумите. Иако јас не поминувам време во гледање вести. Зошто да се полнам со нешто кое што не е инспирирано од Светиот Дух? И се полнам со Библијата. Знаете, ако јас тука ме знаете и ме гледате како пеам дека го љубам Исус, а не го земам Неговото Слово и не го љубам Неговото Слово, тоаш мојата песна не е валидна. Бидејќи како можам да пеам те љубам Исусе, а да не го љубам Неговиот збор? И многу пати луѓето, за да ја поддржат својата, така да кажам, летаргичност, често пати од контекст го вадат тој стих Павле што му го напишал на Тимотеј во последните денови, љубовта ќе олади кај мнозина. Пак ќе кажам, и тој стих е проповед за некоја друга прилика, но не е така. Нам тоа не треба да ни е фокусот. Да, пишува во Библија дека во последните денови ќе љубовта ќе олади кај мнозина. Тоа мене не треба да ми е фокус. Бидејќи ако тоа мене ми е фокусот, ја нема да влезам во победите и во добрите дела што Христос ги имал за мене. Знаете зошто? Заради тоа што колегата на работа кој што моментално ми врши притисок заради Словото или заради тоа што јас сум христијанка, ја нема да го гледам низ призмата на Христос, него ќе го гледам низ призмата, па си пишува овој дека ќе стане тој бетар. И секоја моја молитва за колега, за пријател, ќе отиде до таванот и ќе се врати назад. Бидејќи ќе биде инспирирана од оно што ја го гледам преку темнина.
а ние не сме повикани за тоа. Ние сме повикани да го видиме и да го најдеме Господ во секој еден околу нас, без оглед дали е близок тој со Христос или не, и без оглед дали тој има сведоштво дека е близок со Христос. Само така нашето тело ќе биде исполнето со светлина. Во тоа е улогата на црквата, да го видиме Господ во секој еден околу нас, да ги повикаме нештото што не се во постоење според Римјани 4:17, кај што Светиот Дух го фали Аврам и неговата вера и вели оној кој што, видете, Аврам имаше околу 100 години кога Сара забремени. И пишува во Римјаните, не го зеде предвид неговото старо тело и безживотноста на Сарината утроба, туку му поверува на оној кој што вети, кој што ги повикува нештата од непостоење во постоење. И тоа е улогата на црквата. Моментално, ако ние гледаме само смрт и темнина, тогаш ајде да си ги изчистиме очите преку Светиот Дух и да почнеме да повикуваме живот. Она што не е во постоење, да дојде во постоење. Тоа е нашиот мандат. Одете и од сите народи направете мои ученици. И ние мислиме дека тоа важи само некој ако добие повик да отиде, не знам, во некоја муслиманска земја. Не. Тој повик важи и за твоето секојдневие кога си на работа од 8 до 4. Кај што ти инвестираш во тие што се околу тебе заради љубовта на Христос. Јас никогаш нема да заборам сведоштвото на еден наш пријател од Норвешка кој што кажа: Виолета, јас 43 години се молев за тројца мои пријатели. И вели, едниот од нив почина. Јас вели, не знам дали тој се спаси. Меѓутоа, уверен сум дека е кај Господ, иако јас немам сведоштво за неговото обраќање. И кај другите двајца кои што жестоко се противеа на тоа што јас верувам во Христос, сите тие 43 години. И кај едниот стана христијанин на погребот, а другиот недела 2 после погребот. Вау! 43 години. Силно. Таков е нашиот Господ. Таков е нашиот Господ. И во контекст на ова додека читав од дел апостолски, сега за кратко ќе го прочитам, сакам да ви покажам едно сведоштво, односно ова јас го добив на 30 октомври 2018, беше недела, и јас бев дома и се молев за неделната служба. И се сеќавам одеднаш самата молитва видов како Светиот Дух ми ја пренасочи во молитва за Македонија. И велам вака: Господи, јас сум свесна што се случува во Македонија, за сите нешта, ама ја си гледам во себе си толку многу надеж, што ако на некому му кажам, дури во црква ќе ме сметаат за будала и ненормална, како можам да верувам вакви работи за Македонија. И Светиот Дух ми вели: Виолета, во тебе мојата надеж е толку голема за Македонија, што можеби ќе треба 1, 2 или 3 генерации после тебе за да се оствари сето тоа за кое што ти се надеваш за Македонија. Идам јас на служба, Зоран проповедаше, сум запишала тука кој проповедал дента, и на крај се сеќавам, Зоран кажа: ајде да се молиме за Македонија. И знаете што кажа? Помеѓу вас има тука некој кој што има толкава надеж за Македонија, толку многу, што ќе треба 1, 2, 3 генерации за да се оствари сето тоа за кое што се надевате. И јас си го запишав, пишам документ за тоа колку е Господ добар. Никому не ја кажав таа молитва, бидејќи јас се молев за неделната служба, но во моментот видов како преку молитвата на јазици нешто ми се пренасочи. И свикам: на кај ме води Светиот Дух?
И ако ова не е охрабрување, тогаш не знам што е. И во моменти кога ќе слушнам некогаш, нели, од време на време гледам на вести што се случува за да знам од прилика, меѓутоа не престојувам во тоа што ми се сервира, се присетувам на ова што ми е кажано и си викам, ама сепак Господе, ти кажа. И твојот збор е единствено важен. Не ме интересира што размислувам ја или како се чувствувам ја во моментов. Најважно ми е ти што кажа. И тоа ме одржува. Онака, имам еден пријател од Уганда кој што вели that pushes me miles. It's a fuel for miles. И навистина е духовно гориво за да се одржиме не само во животарање, туку да се одржиме во победата што Христос ни ја дава. И чујте сега во Дела апостолски, Павле, нели, Павле драматично станува христијанин и знаете што се случува, постојано е прогонуван, притиснуван, дрр, и са што се случува? Евреите коваат заговор против него за да го осудат и да го погубат. Значи ја користат истата тактика како што ја користеа за Исус и како што ја користеа за Стефан. Сега ја користат за Павле. Коваат заговори и праќаат тужби, така да кажам, легитимни на римските тие што биле водачи на енклавите или на општините во Израел. Истата тактика ја употребуваат. И сега ако читате во Дела апостолски, Павле оди кај едниот управител на едната област, нели, Фестус, потоа Фестус го праќа, јас немам јурисдикција, овде ќе те пратам тебе кај Агрипа, ти си во доменот на областа кај што Агрипа владе. Оди Павле кај Агрипа, Агрипа му вели, Павле, ти уште малце мене христијани ќе ме напрашал толку што си убедлив во твоето излагање, башка на обвинувањава на евреиве против тебе. Но јас не гледам никаква причина за смрт. Ајде сега јас ќе те вратам пак назад, бидејќи ова не е моја јурисдикција, И Павле во неговата мудрост вика, јас се повикувам да ме суди Цезар. Со тоа значи дека ќе треба да одам во Рим. И што се случува сега? Павле е на брод на кај Рим. Заедно со уште други 200 и нешто затвореници. Значи на бродот има 276 луѓе. Стотници, војници и затвореници. И са што се случува? Ние да бевме во оваа ситуација, што најверојатно може и ќе премиравме од страф, што е окей, легитимно е да ти е страф некогаш, меѓутоа ми се допаѓа начинот на кој што Павле си го фокусирал своето онака размислување, дека е многу важно онака, окей, што размислува Господ. Бидејќи Господ му вели, слушај, ја тебе ти обезбедувам пат до Рим, ти да стасаш и да се одбраниш себе си пред Цезар. А овде вака, веќе во 27 глава станува збор дека бродот ќе доживее катастрофален бродолом. Тешко дека некој ќе спаси жива глава. И са видете, Павле, осврнувајќи се на тоа што Исус му го кажал, односно Светиот Дух, немој да се грижиш затоа што ти ќе треба да стоиш пред Цезар. Врз основа на тоа што Господ му го кажува, Павле одлучува на сред бура и на сред закани да биде убиен, бидејќи веќе војниците во бродот почнале да коваат завери, слушај, дај ние да ги убиеме сите затвореници, да исфрламе се живо и диво што е од бродов што носи тежина за ние да спасиме жива глава. Ама Павле одлучува да се подвргне, односно да се подчини на зборот на Господ што му кажа, ти ќе стоиш во Рим пред Цезарот. И интересно ми е начинот на кој што Павле, додека бил на бродот соочен со сите тие притисоци од сите страни, кој му бил ставот? Господе, што имаш ти мене да ми кажеш за оваа ситуација? Не одлучил да се фокусира на она што му било сервирано пред очи, него одлучил да чека на Господ. И видете што му вели Господ.
Павле им вели сега на сите во бродот вака: ве охрабрувам да се охрабрите. Нема да доживеете загуба на вашиот живот, туку само овој брод ке настрада. И навистина подоцна се случило, бродот удрил во карпа и се сторил парчиња, ама сите извлекле жива глава. И вели, затоа што оваа вечер мене ми дојде ангел од Господ, кому јас му служам и го обожавам и на кого му припаѓам. Гледајте изјавата на Павле, како го опишува Господ. И вели, и ангелот ми рече: Павле, немој да се плашиш, ти ке стоиш во Рим пред Цезарот. И не само тоа, туку заради тебе сите овие на бродот ке живеат, ке преживеат. Вау! И се слушајте го Павле. И вели, затоа јас имам вера во Господ дека ќе ми биде точно така како што ми беше речено. На сред бура со закана дека ќе биде убиен. Павле одлучува да гледа нешто друго, тоа што Господ му го кажа. И вели, затоа охрабрете се. И подоцна вели, земете малце храна за да добиете физичка сила, бидејќи ниту влакно од главата нема да ви фали. На сред бура со закана дека ќе бидат удавени или убиени. Павле одлучува да каже тоа што Господ има да го каже. И вика, и кога ги кажа Павле сите овие работи, зеде леп, го раскрши и му даде благодарност на Господ во присуство на сите. И сите беа охрабрени, а ни еден од нив не беше верник. Сите беа затвореници и римски управители и војници. Се воодушевив и си велам, што е тоа што го поттикнало Павле, онака, бидејќи ова е моќна изјава, ти да стоиш и да чекаш на Господ на сред бура и да привлечеш ангелско присуство заради тоа што срцето ти е прилепено до Господ, бидејќи во Библија пишува дека ангелите се огнени служители наши во нашиот живот. И ти со таа атмосфера, со твојата посветеност на Господ, да привлечиш ангелско присуство, бидејќи тие стојат пред лицето на Господ и бараат некој кој што размислува како нив, за да дојдат и да го излееваат сето тоа што Господ го има за тие луѓе, за да доживее ангел да му дојде и да му каже: слушај, ај што ти нема да загинеш и ќе стигнеш до Рим, него заради тебе сите овие други ќе останат живи. Еден човек кој што верува во Господ. Тоа е мандатот наш како црква. Павле одлучи да го бара Господ без оглед на се. И ние сме, поготово во нашето време, ние сме толку бомбардирани од се живо и диво, што е различно од Господ, што зборува вришти работи кои што воопшто не се инспирирани од Светиот Дух. Но, ние не треба да сме подложни и носени навака натака од тоа што ни се сервира. Ние треба да се храниме од она што Господ има да го каже. И често пати многу браќа и сестри го земат Стариот Завет како репер каква е состојбата на човештвото и дека ќе биде полошо. Не. Стариот Завет не е слика за тоа каков е Господ. Стариот Завет е слика какво е човештвото без Исус и зашто сме ние способни без Исус. Стариот Завет е само патоказ за цело човештво: слушај, ти треба Исус. Стариот Завет не е слика за тоа каков е Господ. Поготово ако ги читате сите тие убиства и што се случували геноциди. Не, Стариот Завет е слика какво е човештвото и на што е спремно без Господ. И затоа ни требаше Исус.
Затоа ни требаше Исус. И затоа да не ја пресликуваме сликата од Стариот Завет дека тоа е слика за црквата денес. Бидејќи денес насекаде низ светот, поготово нели во недела стандардно земено како ден за богослужби, низ секаде на светот се подигаат луѓе да го бараат Христос и да ја бараат неговата волја. И затоа треба да се охрабриме. Знаете, во Стариот Завет евреите биле единствен народ што го познавале живиот Господ. И географски биле фокусирани само тука на Блискиот Исток. Нас не има насекаде низ светот. Исток, запад, север, југ. Луѓе повикани од Господ и подигнати како црква да го бараат она што тој го има во срцето за светот. Амен. Затоа црквата е фактор за стабилност. Бидејќи ако Павле можеше да го донесе тој ефект и 276 луѓе да бидат спасени, замислете црквата денес во светот. Само ако одлучи да биде со чисти очи. Знаете, во Библија има еден стих вика за чистите се е чисто. Тоа не значи дека ние како праведници толерираме грев. Немој да ме сватите погрешно. Туку тоа значи дека ние го бараме Господ во секој едно создание. И затоа за чистите се е чисто. Бидејќи тоа ја креира таа атмосфера на сигурност и стабилност околу нас, кај што ќе се остварува за црквата она пророштво од Захарија 8:23, каде што се вели во оној ден кога ќе се види сето зло и сите притисоци, ќе дојдат по 10 луѓе и ќе ти ја на евреин, значи на човек што го познава Господ, и ќе го влечат за наметката и ќе велат: ајде, кажувај ни за твојот Господ. Ја лично верувам дека црквата треба да го искусува тоа. Каде што луѓе, твоите колеги на работа, твоите пријатели, твоите виртуелни пријатели, дури преку она што го пишуваш на социјалните мрежи, ќе бидат привлечени: еј, кажувај ми за твојот Бог. А тоа ќе се случи бидејќи ние ќе одлучиме да го гледаме Господ во секој еден од нив. И ќе одлучиме да ја оживееме таа жива надеж што Господ има, бидејќи овој свет копне за надеж што само црквата ја поседува. Светот не поседува надеж. Црквата поседува надеж. И заради тоа ве охрабрувам. Во името на Исус, охрабрете се. И нека навистина нашите очи бидат светилка на целото наше тело. Бидејќи видите што се случува после во Дела апостолски последната глава. Нели, Павле се спасува заедно со сите римски управители, војници од бродот. Бродот доживува, нели, распад, но тие стасуваат безбедно на еден остров, Малта. И што се случува? Мештаните доаѓаат, нели, да ги пречекаат и се пали оган за да се згреат. И Павле, како што собира гранки да запали оган, од самиот оган, нели, како што Павле го разгорува, му се закачува змија на раката. И слушнете што размислуваат мештаните сега и сите тие околу него. Овој сигурно толку многу му сгрешил на Господ, не може да избега на судбината, злото го следи. Кај да го стаса. И често пати ние размислуваме како црква така, затоа што им го плескаме во очи гревот на луѓето. Аха, заради тоа што ти си таков, никако па што очекуваш ти? Слушнав еден проповедник, вели причината зошто Нью Йорк, Лас Вегас, Атлантик Сити, Лос Анџелес се такви какви што се, заради тоа што црквата одлучила гревот пред очи да им го држи цело време, наместо да ги ослободи во благослов. Ние не ќеме да ги пуштиме луѓето од гревот. Ние цело време го гледаме нивниот грев пред очи. И затоа Исус кажа: на оној кој што ќе му простиш, ќе му биде простено. Ние го имаме тој авторитет сега луѓето да ги ослободиме, а не да им го држиме гревот пред очи. И видете, луѓето сега што велат? Леле, овој сигурно нешто му сгрешил на Господ, па не го остава, вика. Без сомнение, овој човек е убиец и заради тоа, иако избега еднаш на смртта, нели, од бродот, ама не го остава.
ќе си го окарка човеков сега со змијава. И Павле само ја протресе змијата и ништо не му се случи. И овие се упорно чекаат да падне мртов. Пупунец. Ништо не му е на човеков. И вика, видете, тие си го сменија своето мислење и кажа, ово е Господ. Ја би сакала да луѓето заради нашата надеж што ние имаме за нив, да си го сменат мислењето и да кажат Господ е во нив и помеѓу нив. Како што истите фарисеи што одлучија Јован и Петар да им дадат ќотек, да истите тие да изјават, иако се неуки, овие двајца биле со Исус. Ја ве благословувам да тоа биде нашето сведоштво. Овие луѓе биле со Исус. Амен. И кога сме со Исус и кога примаме од Него, ние ќе ги имаме Неговите мисли, Неговите зборови за луѓето. И луѓето ќе сведочат, овие биле со Исус. Амен. Благослов изобилен во името на Исус.